Генерално во моментот службите на платежната агенција ги обработуваат сите барања и од делот на сточарството и од делот на градинарството на и сите дополнителни мерки кои што следуваат понатаму за исплата. Се разбира, логично е дека се соочуваме со одредени потешкоти. Еве само од пред неколку дена се вративме во целосен состав на работа. Знаеме каква беше 2020 година. За волја на вистината и самото аплицирање за субвенции беше лани во многу подоцнежна фаза, односно беше во јули. Така да ние интензивно работиме исклучиво на реализација на исплатата на субвенциите, односно обработката на апликациите. Делот со рокот од 30 јуни најверојатно и ќе биде одминат. Меѓутоа ние имаме и уредба донесена уредба со законска сила донесена од страна на владата, каде што сите рокови се продолжуваат онолку што траеше и времената и вонредната состојба. Таа траеше некаде околу 90 на дена. Меѓутоа не се водиме многу по тоа, гледаме генерално во наредните месеци во текот на летото, иако е сезона на одмори, правиме добар распоред на колегите, постојано да бидеме присутни тука на работа и во најбрз можен рок да ги исплатиме субвенциите, особено субвенциите за сточарство и субвенциите за градинарство. Да, право да појаснам целата процедура. Ребалансот беше правен во соработка со Министерството за финансии, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и агенцијата како имплементатор на програмите. Тој помина на влада, оди во собраниска процедура, по што имам како информација веќе од 1 јули ќе почне расправата, која што би траела некаде околу 20 на дена, пошто очекувам ребалансот на буџетот да се усвои. Ние како агенција имаме свој предлог кој што во целост беше испочитуван и усвоен од страна на Министерството за финансија, понатаму и од владата, и очекувам и собранието да го усвои во целост. Ние со ребалансот не бараме пари ниту за нови коли, ниту за мебел, нити за компјутери, нити за било какво луксузирање. Сите пари кои што ги имаме побарано се исклучиво во делот на поддршка на земјоделството и руралниот развој. 3 милиарди денари се побарани за исплата на директните плаќања, односно на субвенциите, и со тие пари се очекува во целост да бидат покриени субвенциите за сточарство, градинарство и останати дополнителни мерки, а исто така имаме добиено и над 400 милиони денари за капитални инвестиции, односно за поддршка на општинските проекти, поддршка за исплата на тракторите, грантовите за млади земјоделци и грантовите за рурални жени, бидејќи реализацијата на агенцијата во првите 6 месеци од годината на прецена на капиталните инвестиции е на високо ниво. Околу 60 милиони евра се исплатени во делот на субвенции, така да како агенција сме оценети како добар управувач и исплаќач на државните пари, и затоа заслужувавме и го добивме она што го бараме, односно близу 3,5 милиарди нови пари кои што ќе влезат со ребалансот и кои што ќе бидат исклучиво и директно исплатени спрема земјоделците и спрема секој млад земјоделец, рурална жена, луѓето кои што имаат набавено механизација, односно трактори и така натаму.